кажете, оставени сте сам, на што сметате дека се должи ваквата маргинализација? Дали мислите дека во тој процес имаат улога некои центри на МОК или едноставно е, не знам, од други причини? И втор дел од прашањето би било дали ги следите значи реформите кои што беа најавени во тој сектор, значи во безбедносните структури, што мислите за тоа? Значи дали во моментов се прават потребните реформи особено нели откако се случи скандалот со прислушувањето? Значи јас можам да претпоставувам, ама бидејќи претпоставки не се факти, не би навлегувал сега во причината за мојата блокада. Може да се рече дека постои некој центар на моќ кој што е против моето, да речам, признание и враќање на работа. А што се однесува до реформите, мислам дека пред се состојбата околу прислушкувањето во моментов во УБК функционира како што треба. Значи се спроведува законот, предходниот, како што бил замислен, не се злоупотребува. Значи, можеби предходниот закон не беше така лош, доколку не беше толку масивно злоупотребен. Бидејќи секогаш може да се најде човек тогаш кој што ќе почне да го злоупотребува, единствено решение е да немаат влијание безбедносните служби врз уклучувањето и исклучувањето на прислушкувањето. Така да концептот со издвоена агенција е сосема окей и го поддржувам и од друга причина, значи операторите мораат да бидат вклучени, да водат евиденција што се случува во нивните системи, мораат да имаат евиденција точно за секој број од кога до кога бил следен. Но добро е да има една техничка агенција која што ќе им помага тоа да го прават на еден централизиран начин и да ги пренесува бараните безбедносни информации до другите безбедносни структури. Концептот е добар, секојаш знаете, ние за закони се пишуваме закони, дали се спроведуваат, тоа е друго прашање. Затоа е сега многу важно да се избере директор на ОТА кој што ќе успее да го спроведе тоа што е зацртано во законот.